BBC на македонски со емисијата Европска панорама, денеска целосно посветена на секојдневието на припадниците на македонското малцинство во Албанија. Повеќе селани во Пустец, центарот на Мала Преспа, ги доградуваат куќите. Мајсторот Илија ни вели дека луѓето живеат ниту добро, ниту лошо, но дека се обидуваат да ја подобрат иднината. Се гради све од труд на човекот, се гради од работа на човек, а не од друго. Како мислите не од друго? Од друго мислам што не е нешто државата помош, нешто така не. Сега може ние сами што можеме да правиме. Со миграција едно друго тоа. Локалното население е помогнато и од меѓународни организации, чија цел е помош во развојот на туризмот. Се делат донации за реновирање на соби во селата, кои се на само неколку метри од Преспанското езеро. Езерскиот брег во албанскиот дел е речиси недопрен, без ниту еден хотел или одмаралиште. Странски донации и помошта од македонската амбасада во Тирана ја овозможуваат и работата на локалното радио, кое се вика Македонско радио, Радио Преспа. Радиото, кое емитува програма само на македонски јазик, се слуша и крај Преспанскиот брег во Македонија, па и во Грција. Но, како што кажува Мишко Атанасовски, вработен во радиото, програмата се слуша, но кога ќе има струја. Во летниот период, дека сме како туристичко место, имавме 24 сати струја. Дури додека некои градови во Албанија нема струја, има со прекини, имавме 24 сати струја. 2 недели последните скоро нема по 10 сати струја. На почетокот од мојот престој во Мала Преспа, учителите ми рекоа дека учениците слабо го владеат албанскиот јазик, што им представувало проблем кога одат во внатрешноста на Албанија. И јас тргнав таму, каде тамошните етнички македонци зборуваат за други проблеми. BBC на македонски емисија Европска панорама, денеска посветена на етничките македонци во Албанија. Во еден од небројните локали во главниот град на Албанија, Тирана, седат повеќе постари етнички македонци. Повеќето од нив зборуваат на многу мек македонски дијалект, но нивните деца и внуци веќе не можат да учат на македонски, бидејќи вон Мала Преспа такви училишта нема. Агрон Таре, директор на владината канцеларија за правата на малцинствата, објаснува зошто. You have to fulfill bureaucratic steps to have a school there. It's not like you are questioning why they are not having a school. Треба да се исполнат бирократските норми за да се има училишта таму. Тоа се области каде македонското малцинство, според официјалните податоци, го нема во доволен број. Но токму официјалните податоци за бројноста на етничките македонци во Албанија се спорни. Владата вели дека во Албанија живеат околу 5000 македонци. Бог знае како тие веќе ги рачунат. Ако тие мислат дека колку луѓе живеат во Мала Преспа, толку се македонци, тоа е срамота голема. Кимет Фетаху е професор на Рударско-геолошкиот факултет во Тирана и председател на Центарот за етнички истражувања. Го прашав дали македонците во Мала Преспа имале некогаш можност да се изјаснат како македонци. Историски во Албанија во сите пописи не постоеше посебна графа за етничка припадност. Тука концептот на правата на малцинствата оди кон тие региони што се признават од пред 900 година како региони населени со македонско население. Ние имаме такви случаи. Македонци од Мала Преспа излезени од регионот и со свој живот во разни градови во Албанија имаат изгубено и припадност. Концептот на малцински права, но само во определени зони, го критикува и Елеонора Карамфиловска-Ратклиф, амбасадорка на Македонија во Тирана. Позитивно е, подсетува таа, што за разлика од другите соседни земји, Албанија го признава постоењето на македонското национално малцинство, но се чини само во така наречените зони. Сега во современи демократски услови на слободно движење на луѓето, веќе на некој начин и оние стекнати права во тие малцински зони се губат со напуштање на таа зона. Од друга страна, не е признаено постоењето на македонско национално малцинство на Гора, на Голобрдо, како и во поголемите градови каде што живее значителен број македонци како Тирана, посебно Драч, Елбасан.
Во мислењето на Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за малцинските права од септември 2002 се вели дека има потреба од прецизна статистичка информација за бројот и личностите кои им припаѓаат на националните малцинства, која се вели во мислењето би била добиена преку национален попис. Агрон Таре најавува дека тоа ќе биде сторено. And the next census it will be included this question. It's not a problem that the government. На следниот попис ќе биде вклучено и барањето за етничка припадност. Не е проблемот дека владата се плаши од ова прашање. Колку и како ќе реагираат на ова македонците вон Мала Преспа, одговорот го побарав на истокот од Албанија на Голо брдо во село Требиште. Таму живеат претежно муслимани. Прашав некои од селаните како би се изјасниле кога би имале можност да ја изразат нивната етничка припадност. Како што ќе сакат, тој така се пишат. Немат некоја пречка или нека. Да сака да се пиша македонец, не ме запират некој да се напиша. Па тоа е како ќе го мисли секој човек, теа му е да направите. Има слушнам ќе тука и в село имат некои што има задено пасош на македонец, како македонец. Некои од луѓето во овие краишта се поистоветуваат со зборот нашинец. Слично и во Требиште, каде еден селанец вели дека и јазикот што го зборува е поинаков или нашински. Посебен. Посебености, не македонски. Што го збориш? Не македонски. Ние не знаеме да збориме македонски. Ние го имаме нашинско, ака го крадено. И така мешат сведе, ама нема тако. Јас колку што ве разбирам, зборувате многу убав македонски. Македонски поинако. Сиромаштијата и немањето можност да се учи на мајчиниот јазик ги тера луѓето да се кажуваат нашинци, вели Мехмет Оџа, подпредседател на заедницата на македонците во Албанија, кој е по потекло од Гора на североистокот од Албанија. И покрај тоа, тој вели дека се уште се силни причините кои го држат да се кажува дека е македонец. Мене ме држи језикот. Језикот дека ја кад сум се родив, мајка ми зборувала по македонски. И сум порастов ка македонец и не сум знав албански језик. Албански језик сум научив на школо и сега сум писател, ама по албански језик. Јас сум се образование, имав по албански језик. Со жаление не сум могов да научим мајчин језик по граматика. Сега дојдено време мајчин језик да се учи, да се знам кој сум ја. Налце Петре војвода лележе налце. Со оваа изворна песна од село Пустец ја завршуваме денешната европска панорама на светскиот сервис на BBC, посветена на етничките македонци во Албанија. До слушање од македонската редакција во Лондон. Ила девето сестри, уж една сестра не канила, леле уж една.